Кој пристап го препорачувате вие за вашите пациенти, еве конкретно во пресрет на празнициве, но и во однос на храната генерално? Да. Знаете како, тука е важно да ги разделиме, например, кои се тие настани од кои што очекуваме дека може да има проблем, да ги анализираме однапред. И има неколку такви работи кои што се врзани со празниците и се потенцијално ризични. Например, славите, новогодишните прослави, овој период изобилуваше со слави. Тоа е првиот момент на ризик, така да речеме, односно тоа е моментот каде што може малку да се претера. Тоа е првото нешто на кое што треба да пазиме. Тука мојот совет е никогаш да не дозволиме дотолку да изгладнеме во очи на тој настан каде што ќе треба да одиме да јадеме и очекуваме дека ќе има јадење, или дотолку повеќе ако треба и една салата да изедеме пред да почне тој настан, пред да отидеме таму, се со цел одлуките околу храната да ги носиме на едно посвесно ниво. Има две нивоа на носење одлуки кога е храната во прашање. Едното е кога сме малку гладни и тогаш можеме многу потрезвено да одлучиме ова ми е доста, ова можам да го изедам, ова е во ред и тука сме, да речем, на еден начин во контрола на ситуацијата. Има второ ниво, кога ќе дозволиме да прегладнеме, тогаш веќе во мозокот се вклучуваат на еволутивно ниво многу поинакви механизми. И тогаш веќе... Тогаш е полошо. Тогаш сме, да не речем, слепи во однос на тие граници. Тогаш веројатноста за прејадување е многу голема. А прејадувањето е всушност тоа што празниците ги прави по-проблематично отколку останатиот период. Значи, тоа е количината на висококалорична храна. И третото нешто кое што јас го кажувам за овие празници специфично, кога се зборуваме за новогодишните празници, е да пазиме на новогодишните пакетчиња. Значи да ги имаме дома, да се радуваат дечињата. На шекерите. Да, тоа е во ред. Меѓутоа, што се случува вообичаено? Од едната баба и дедо пакетчиња, ако се две деца, од другата баба и дедо уште две пакетчиња, од тетка, од војна, од ваму, од таму, од работа, ете така. И сега, тука имаме избор да направиме две работи. Или да ги подариме од старт, значи како или да, ако е можно да ги лимитираме, 3-4 и многу се новогодишни пакетчиња. Зошто специфично алудирам на нив? Заради тоа што од разговор со пациенти знам дека пакетчињата се дојадуваат и до март. Так. И тоа е пролонгирано ниво на земање на многу калории. Значи не е празнично, туку сега веќе има една многу долга опашка која што се влече токму заради пакетчињата. И сега да ги измислиме работите однапред што се вели, за да можеме да се заштитиме. Нека се 2, 3, 4 пакетчиња, останатите да ги подариме или да најдеме начин на блиските да им кажеме нешто друго, нека им подарат на дечињата, да не биде пакет. Да, затоа што